Македонија презема иницијатива за отворање на диалогот со Бугарија, подава рака преку директни средби, но ретко кој очекува дека владата во Софија ќе покаже разбирање. Премиерот Мицкоски не знае што може да произлезе од најавената средба помеѓу претседателката Силјановска-Давкова со нејзината колешка Јотова, но вели не може да се очекува чудо преку ноќ. Според него, Македонија има план и стратегија кој полека ги остварува и дека тој како премиер ќе стори се што е во негова моќ да го заштити идентитетот и интересот на граѓаните и на државата. Тоа што е наша стратегија за реализирање на овие цели полека се случува. Се разбира дека јавно нема многу да зборувам за деталите, така што да сумирам, јас навистина не знам што би можел да очекувам. Како човек очекувам да имаме добрососедски односи со сите соседи. Како претседател на влада ќе сторам се што е во наша моќ. Прво, да го заштитам интересот на граѓаните, да го заштитам идентитетот и интересот на државата. И второ, нормално, да градам добрососедски односи со сите наши соседи на основа на принципот на 12 улица. Со одмерени зборови и во добрососедски дух претседателката очекува да помине средбата со бугарската шефица. Очекувањата се дека ќе стане збор за откочувањето на македонскиот евроинтегративен пат пред се преку планот на французите и германците представен во фамозниот нон-пейпер на Макрон и Мерц. Претседателката Силјановска-Давкова го поздравува чекорот, но не сака да коментира додека официјално предлогот не стигне на хартија и со подпис. Мојата оценка е дека кога ќе видиме пейпер, тогаш ќе можам јас да кажам за што се работи. Оти нон-пейпер значи нешто без наслов, без име, без подписи, со идеи. Но секогаш ваквиот тип на документи или многу често им претходеле на вистинските документи. Ако се оценува чекорот, тогаш го поздравувам. Силјановска-Давкова ќе се сретне со бугарската колешка Јотова во рамките на самитот од процесот за соработка на Југоисточна Европа во Софија. Ова ќе биде прва средба со официјална Софија откако Румен Радев ја формираше новата влада по неколкогодишната политичка криза. Тој во тиват изјави дека единственото нешто што треба да направи Македонија е да ги впише бугарите во уставот за да ги започне преговорите со Европската унија.